Добро вечер. Последните ревизорски извештаи откриваат многу неправилности и повод за истраги во финансирањето на политичките партии. Во меѓувреме партиите заеднички работат на измени за законот за финансирање на партиите, но нивната цел е да добиваат повеќе пари од буџетот. Можно ли е партиите воопшто да излезат од оваа сива зона полна со корупција кога станува збор за нивното финансирање? Вечерва дебатираме со Ариф Муса, поранешен член на антикорупцијската комисија, Мери Јордановска, новинар од истражувачката мрежа БИР, ни Призма, и Ванет Цветанов, кој беше директор на Управата за спречување на перење пари. Добро вечер на сите. Како вовед во вечерашната дискусија, ќе го видиме истражувањето на мојата колешка Јулијана Левкова-Пешевска за ревизорските извештаи, што всушност ја открија какви неправилности, но што и како ги коментираат политичките партии овие извештаи. Финансирањето на политичките партии е главен извор на корупција. Отсуството на контрола врз нивната работа ги претвора во акционерски друштва, каде очигледно е дека најмногу добива тој што донира. ВМРО-ДПМН е рекордер по добиени донации за 2017 година, 903.000 евра. Веднаш зад нив е ДУИ со 305.000 евра. Најголеми донатори им се државните институции, додека на сметката на СДСМ легнале 34.000 евра. Во извештајот за ВМРО-ДПМН на Државниот завод за ревизија наведено е дека најмногу пари за партијата донирал Сејата Личина, 15.000 евра. Христијан Мицковски донирал 5.000 евра, а исто толку од својот буџет одвоили поранешните министри Милеја Ракиевски, Владимир Пешевски, како и пратениците Антонио Милошовски, Зоран Илиовски, Драган Цуклев. Донатори на ДУИ се државни институции: Македонска пошта, Македонски железници, ПИОМ, Студентскиот дом Пелагонија, Дирекцијата за заштита и спасување, АД Аеродроми, Општина Липково. За ваквиот начин на собирање парични средства реагираа Transparency International и антикорупцијската комисија, кој побара од јавното обвинителство да реагира поради сомневање за злоупотреба на буџетски средства, но епилог досега нема. Од ДУИ велат дека е неопходно да се најде начин за стабилно финансирање и дека тие како партија се подготвени да се откажат од ваквите донации доколку оваа проблематика законски се регулира. Фактот што се споменуваат институциите е всушност административна грешка, затоа што да речеме платата на директорот на железницата, кој што е кадар на Демократската унија за интеграција, 5% од неговата плата, 3.000 денари, се пренесува со траен налог од неговата сметка, од платата во сметката на Демократската унија за интеграција. Ако ова е корупција, тогаш стварно не знам што друго да кажам. И понатаму планирате на ваков начин да се одвојуваат средства за потребите на партијата? Па не, ќе видим, ако го усвоиме законот за финансирање на политичките партии, ако се огласиме текст, а мислам дека многу лесно ќе се огласиме текст помеѓу сите страни во собранието, тогаш веројатно тие што се задолжени за финансиите во партијата ќе размислуваат и ќе видат најдобар начин. Можеби со ова ќе го решиме целосно и ќе треба да се прекине праксата, нели, на издржување на политичката партија со донација од страна на членовите или па со плаќање на членарина на годишно ниво од страна на сите членови на партијата. СДСМ смета дека мора да се преземат мерки за да се спречи бескрупулозната злоупотреба на политичкото финансирање. Имаме ситуација кога во една од посиромашните држави во Европа се наоѓа најбогатата политичка партија во Европа. Значи, човек си поставува логично прашање, дали е нормално над 900.000 евра за една година да бидат донирани од физички и правни лица и то во еден ден над 200.000 евра. Значи, се прашува човек која е тоа, од каде се толкави средства за толку големи суми разговараме, кога знаеме во моментов. Значи, на кое економско скалило или ниво се наоѓа нашата економија, нашата држава воопшто, или дали е нормално државни институции, значи од извршната власт, да се јавуваат како донатори на политички партии. Значи, сето тоа мора да биде транспарентно. Финансирањето на политичките партии мора да биде транспарентно и достапно за јавноста и тоа е еден од начините, значи потранспарентниот начин за да се отстранат секакви сомнежи дека постои спрега помеѓу бизнис секторот,
помеѓу институциите и помеѓу политичките партии. И ВМРО-ДПМН е признала слабости во извештаите за финансиското работење. Во последниот извештај Државниот завод за ревизија констатирал дека партијата поседува 3 жиросметки, што е во спротивно со законот кој дозволува партија да поседува само една сметка. Нема соодветна документација и фактури за сметководствените трансакции во деловните книги, ниту пак реално се прикажани сите приходи и расходи. Постојниот концепт на финансирање на политички партии не е реално поставен, не е поставен на основи кои што соодветствуваат на приликите и создава многу можности за свесно или несвесно манипулирање и за свесни или несвесни злоупотреби кои што на одреден начин можат подоцна да донесат и до корупција во општеството на начинот на кој што се финансираат политичките партии. И затоа предлагаме модел каде што од една страна ќе има поголема контрола, но од друга страна ќе е пореално финансирањето и ќе се зголемат дотациите од буџетот како би се спречиле оние можности за одредени донатори кои што се од бизнис светот или од одредена друга заедница и кои што после тоа би имале интереси од доаѓањето на одредена политичка партија на власт. И додека поголемите политички партии прикажале податоци за донациите, помалите партии го известиле Државниот завод за ревизија дека немале ниту една донација во текот на изминатата година. Да, тоа се податоците од ревизорските извештаја, ги слушнавме и представниците на политичките партии. Господине Муса, велат од ДУИ нема ништо спорно со траен налог да се плаќа членарина и на налогот да го пишува Министерството за правда. Не е таа единствена институција, таму има во нивниот извештај донации од студентски домови, од општини, од македонски пошти, долг е списокот. Од ВМРО велат и таму нешто, дека не е спорно 3 жиросметки наместо една. Како вам ви изгледа тоа? Очигледно, гледајќи од страна на Законот за спречување на корупцијата, прво ова доаѓа као злоупотреба на овластување, на службена должност. Ако е со закон и за финансирање на политички партии, па и за законот за спречување на корупцијата е забрането да се има повеќе жиросметки. Значи, апсолутно партиите што се на власт веќе докажуваат дека нема никој да ги контролира и тие не се подложни на контрола и не се отчетни према граѓаните. Да речеме само од 2017 година, јас колку ги следам приликите, а ги следам уште одавна, значи цело време со децении нашата држава, нашиот буџет вака се прилева од државни институции до партиите, до жиросметките на партиите. Ова што го гледавме во вашиот прилог е, да речеме, еден мал процент од тоа реалното што политичките партии во властите, што биле во власт до сега, зборувајќи посебно од 94-та навамо, значи, апсолутно се финансираат на криминален начин. И злото на државата доаѓа буквално од начинот на кој тие се финансирани и на начинот кој тие после ги спроведуваат законите, посебно владата преку министерствата и преку другите институции. Значи, тука се подлежни на криминал. Значи, не може да има толку финансирање на политичка партија од физички лица. Или па последното е што од вашиот прилог за ДУИ со траен налог да се додели од плата. Да, од министерство. Ова не видам, не знам како да се изразам, малку незгодно е и да го коментираме во овој начин на финансирање. Можеле тие буквално можеле да ги земат и сам лично да ги предаде или како донација или како членарина до нивото до каде е дозволено према законот за финансирање на политички партии. Значи можеле да го направат без никаков проблем тоа. Меѓутоа од голем прилив на црно посебно на финансирање на партијата и тие што треба и да ги видиме нивните трошоци, за да покријат нивните трошоци, треба и преку сметка, нели некој динар, да речеме, да ги пушта. Не захвално е да се коментира.
Да, но мора да се коментира, бидејќи продолжува, како што рековте, ова трае со децении, не е ова извештај само за 2017. Јордановска, ви истражувавте многу околу... Да, она што за дуи мене повеќе ме плаши реално, е тоа што сите знаевме, јавна тајна беше дека им се одзема на административците од плата за да се плати во партијата и тоа од партијата не го кријат, што е уште поголема небулоза и не гледаат тука ништо спорно. Да, еве не убедуваат дека дури тоа си е сосема легално. Факт е дека на тој начин се финансираат одредени здруженија, синдикати, да им се одзема од плата за да се плати членарината. Оно што повеќе загрижува е што случајот со Дуи е случај за кој што апсолутно докажува дека тоа станува збор за политичка корупција, дека секој човек кој што ќе влезе во администрацијата мора да и се одолжи на партијата за тоа што го дека е вработен. Значи, тука одма се отвара прашањето за тоа дека не станува збор за вработување според способност, според квалификација, според образование. Туку на тој начин они цел живот додека се во администрација и отплаќаат на својата партија. Најголем дел од донациите се од јавната... Се од јавната администрација. Така што тоа не е случај само со Дуи. Реално тоа е случај и со останатите партии. Администрацијата си го отплаќа своето работно место со тоа што парите повторно ги влева во партијата. Значи јавна, како што рече Јордановска, јавна тајна е дека се купуваат и функции. Апсолутно се согласувам со констатациите и коренот е многу подлабок. Значи, Република Македонија е на дното од табелата и по рангирањето за корупција, а корените за високиот степен на корупција во државата можеме да ги бараме токму во лошите законски решенија во делот за финансирање на политичките партии и во примената на законските решенија. Можеме да почнеме последната кампања ВМРО-ДПМН пријавили околу 900.000 евра за целата кампања. Другите суми, ако ги погледаме во ревизорските извештаи, ќе видиме исто дека се символични во однос на она што се троши. Дали вам гледаат реални овие пријавени суми за финансирање? Не, точно тоа сакам да го поентирам дека реална кампања на политичка партија од таков габарит чини од 3 милиони евра минимум, па до 12 милиони евра има информации дека некои кампањи чинеле и информациите говорат дека огромен дел од парите се делат во кеш. Се плаќаат автобуси, дел од автобусите во кеш, се плаќаат одредени партиски активности во кеш и така натаму, и се создава една спирала на клиентелизам, каде што подоцна правните лица кои што финансирале дел од кампањата бара да им биде возвратено преку привилегирање во тендери. Каде што се создава државата губи огромни суми на пари за корупција, затоа што одредени партии ќе морат да се раздолжат кон одредени компании заради тоа што донирале за време на одредена политичка кампања. Од друга страна, членовите на политичката партија исто така за своите активности бараат да им се возврати со работни места или други привилегии, со што се губи квалитетот на работа во државната администрација. Така да треба да се размислува на подобрување на состојбите. Она што го погледнав во ревизорскиот извештај е одлично направен. Констатирани се бројни неправилности и сега на потек е обвинителството и треба да се види, значи, правно, бидејќи се води случај од страна на специјалното јавно обвинителство за финансирање на една политичка кампања, дали би се споиле одредени наоди од овој извештај во тој случај или редовното јавно обвинителство би постапило, бидејќи тука се лоцирани сериозни недостатоци за кои што понатаму треба да се направат одредени предистражни постапки или истражни действија. Мери, вие работевте на тој случај, случајот Талир на специјално јавно обвинителство, тој е единствен случај практично. Случајот Талир фактички таа Пандорина кутија отвори, мене ми искрено многу жал што случајот е се уште во фаза на истраги, што не се стигна, специјалното јавно обвинителство не стигна да поднесе обвинение за случајот, меѓутоа јас искрено се надевам дека тој случај некогаш ќе добие разрешница, бидејќи мислам дека тој случај содржи се што треба за да се одгатне прашањето како се финансира една политичка партија. Таму сомнежите се дека од 2009 до 2015 година Груевски внесол во партијата 5 милиони евра на незаконски начин.
Како се тие внесени, тука можеме да претпоставиме дека нели играат улога куферчињата, црни пари, нелегални пари, кои што понатаму преку различни уплатници, кои што ги уплаќаат луѓе во рок од 20 секунди, во рок од 30 секунди во една банка која тој на шалтер не може ни да удри печат за тоа време. Тоа е значи масовно. Се прикажани во извештаите. Да, и тоа се уплатници од се прикажуваат во име или како членарини или донации од физички лица. Уште по-фрапантно во случајот Талир е компанијата Бетон, каде што, односно начинот на кој што е купено седиштето на партијата. Тука па имаме еден екватантен пример за тоа како една компанија која што ги добива најголемите тендери, 1/3 од буџетот за Скопје 2014, наеднаш им го гради седиштето на најголемата владеачка партија. Тогашна владеачка партија. Тоа земјиште е купено за некои 130.000 евра од страна на ВМРО-ДПМН. Потоа на тоа земјиште се гради објект кој што чини 7 милиони евра. Изгора на тоа, значи они фактички ги плаќаат само тие 130.000 евра. И потоа ВМРО-ДПМН на Бетон компанијата и доплаќа уште 2 милиони евра за бидејќи добиле некои 634 квадрати помалку. Така што тоа е еден екладантен пример за тоа како со толку малку пари може да добиеш ти од компанија и седиште на партија, тоа не е седиште, тоа е палата, и да си добиеш уште готовина во 2 милиони евра во кеш. Така што тој случај, мене сите надежи мисля дека тој случај ќе ја добие завршницата за да се види точно како и на кој начин се финансирала ВМРО-ДПМН и на кој начин бил купуван имотот, бидејќи станува збор за сепак 78 имотни листови имаат за пасишта и земјишта и ливади и што не, мислам тоа е имот кој што сам по себе го навитнува прашањето чуму пасишта на една политичка партија. Ги споменавме сите црните пари и колку начини има тие да се легализираат и фирмите ги финансираат партиите, меѓутоа не излегуваат во овие извештаи. Државата ја чини многу во проценти од буџетот на државата скоро 35 до 40%, значи се вртат во сива економија. Значи начинот на кој државата губи по овој однос е поттикнат од политичките партии. Значи, го спомнав преска периодот од кога и почна помалку, да не зборувам после 2002 година наваму. Политичките партии, значи, им отворат широка врата на институциите, на раководителите на институциите и на приватните фирми да целата работа, целиот бизнис го вртат на црно. Значи, ова го кошта многу државата. Ги кошта, сите институции. Значи, начинот на кој да се запира ова работа е прашање, би рекле, тие од кој сака да стане милионер во квизот, 1 милион евра. Ја би рекол 1 милиарда евра е прашањето како да го спречиме начинот на прилив во сива економија и прилив на црно на парите, што потикнати се од политичките партии. И самите политички партии, велите, самите политички партии голема финансиска корист. Апсолутно е тоа така, пошто не може да му се дозволи на еден економски оператор, една приватна фирма, да има бенефиции, да финансира политичка партија, а да речеме раководителот на институцијата или министер или директор на агенција да му дозволува на тако лесен начин некој да се збогатува. И тука одма доаѓа во прашање дирекцијата за спречување перење пари, начинот на кој треба да ги контролира со финансиската полиција нормално. Таа не функционирала воопшто овој начин, овој круг на контрола на економските оператори, па да видиме како на кој начин тие ги добиле тие средства и како се прелеани на црно. Цветанов, сте се обидели или како директор да чекнете во партиските Вака, согласно каси од Агенцијата за спречување? Управата за спречување перење пари постапува по пријави. Значи по пријави од законски регистрирани субјекти. Значи дали се тоа адвокати, дали се банки, дали се осигурителни компании така натаму. Не сме добиле пријава за тоа и
Значи, морам да признам дека не сме направили никакво испитување во тој дел и морам да напоменам дека на друго место треба да се бара адресата, односно во институциите кои што имаат надлежности од истражен карактер, кои што имаат право да одат на терен, да прават финансова полиција, Министерството за внатрешни работи пред се одделот за организиран криминал, бидејќи станува збор за висока форма на организиран криминал, и доколку некоја институција пронајде одредени информации на терен, тогаш веќе може да се обрати до управата за спречување перење пари и да побара податоци од аспект на собирање административни информации. Сметки од банки, имотни листови, катастар и така натаму, да се изработи една квалитетна финансиска анализа која би послужила понатаму во една истражна постапка. Од она кој што можеме да го видиме и заклучиме, по допрен глас обвинителството може да постапи и како, затоа што досега новинари кои што работеа истражувачко новинарство извадија сериозни материјали кои што требаше да бидат третирани и да се постапи од страна на обвинителството. За жал не видовме таква работа. Сега имаме официјален документ од Државниот завод за ревизија и тоа не прв пат, по кој знае кој пат. По кој знае кој пат. Чекаме обвинителството да постапи конечно, бидејќи многу ретко во јавноста се експонираат законските надлежности на обвинителството, кои што ги дава Законот за кривична постапка, новиот Закон за кривична постапка, така го викаме, кој што е од 2014 активен, и обвинителите имаат неограничени овластувања, огромни овластувања и имаат право да формираат тимови од сите државни институции и да преземат одредени вработени по 6 месеци во рамки на обвинителството под нивна контрола, да им дадат задачи и да откријат одреден криминал, поготово од ваков калибар. Зошто? Бидејќи ова е коренот на корупцијата. Одовде потекнува корупцијата. Се што е поврзано со корупција во државните институции, потекнува од нелегалното финансирање на политичките партии и имаме уште една друга димензија каде што огромен број од политичарите бараат мито во име на партијата. Значи, знам до пред 2-3 години како било, сум разговарал со многу бизнисмени на кои што им биле барани пари, нормално од функционери, поранешни на ВМРО ДПМН, не за нив лично, како демек, туку ќе треба да дадеш толку и толку илјади евра или толку стотици илјади евра за партијата, тоа во наводници за партијата, и тоа обично се користело како маска. Сепак одело и за партијата, инаку не би била партијата толку богата. Одело, дали и 10% од она кој што било земено за други цели, затоа ако ги погледнеме податоците од друга страна, дека од Република Македонија се изнесени неколку милиарди евра, односно просекот на пари кои што се вадели од Република Македонија бил над 500 милиона евра годишно, ќе видиме дека процентот кој што се земал во име на партијата е едно 100 пати повеќе отколку она кој што реално завршувало за избори. Јас искрено не верувам во желбата на сите политички партии да се расчисти ова. Јас мислам дека со години наназад, како да има некаков премолчен договор меѓу партиите да ова прашање не се чепка, затоа што никој не сака да му се чепка дома. Така, тоа се случи кога, да речеме, кога политичките партии беа тргнати од Законот за информации од слободен пристап до информации од јавен карактер. Ниту една партија тогаш не се побуни да каже извинете, ама ние треба да сме даватели на вакви информации. Сите партии тоа го премолча. Бидејќи тогаш и во фокус беше отворена темата за имотот на ВМРО ДПМН, почна да се отвара темата и за приходите и за имотите и на останатите партии и наеднаш политичките партии ги снема од листата на даватели на информации од јавен карактер. Ниту пак никоја влада или институција не истражувала, еве, опозицијската партија дури биле на власт. Тоа можеле. И токму зборувам за било која влада и било која опозиција. Токму затоа сега ме плаши тоа што и овој закон кој што се подготвува, дека исто мислам би бил за затворени врати со отсуство на голема дебата околу тоа, дека повторно ќе бидат тие внатре договорени меѓу себе, а јавноста ќе биде исклучена, дека повторно најважните елементи за тоа како се финансира. И се договора за затворени врати. Да. Откривме, додека подготвувавме емисијата, уште во едно истражување за тоа дека сепак постои спрега и меѓу партиите и со институциите
се партиите доцнат со поднесувањето на нивните извештаи, иако се обврзани со изборниот закон и со сите закони, а Заводот за ревизија, бидејќи нема ресурси, тие доцнат, подоцна ги објавува извештаите, во меѓувреме партиите ги добиваат парите од државната каса за одржување на изборите. Да го видиме и овој извештај. Можноста за манипулации со парите за избори произлегува пред се од конфузијата во самиот изборен законник и контрадикторноста на клучните одредби кои се однесуваат на отчетноста на партиите за парите што ги потрошиле. Но да тргнеме со ред. Две одредби се клучни кои ги утврдуваат роковите во кои треба да се знае кој колку потрошил и дали тоа го направил според законот. Учесникот во изборната кампања е должен веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на затварање на трансакцијската сметка од член 71 став 10 да поднесе вкупен финансиски извештај за изборната кампања. Втората одредба е во истиот член, став 5, а прецизно вели: Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на поднесување на извештајот од ставот 1 на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува од денот на отварањето на трансакционата сметка за изборната кампања до завршување на трансакциите на таа сметка. Ако тоа го пресметаме со роковите за предвремените парламентарни избори 2016, последниот рок во кој партиите морале да поднесат финансиски извештај бил 30 април 2017 година. Од тој датум почнуваат да течат 60 дена во кои Државниот завод за ревизија треба да ја заврши ревизијата на конечните финансиски извештаи на партиите или до крајот на јуни 2017. Но ДЗР тоа не го сторил, зашто поранешната директорка и јавно изјави дека причина било што немале доволно ресурси. Па така, на пример, извештајот на СДСМ бил под надзор од 9 октомври 2017 до 17 октомври лани. А извештајот на ВМРО ДПМН ревизорите го чешлале од 16 октомври 2017 до 23 февруари годинава. А доцнењето на ревизијата директно влијае на санкциите и последиците што според изборниот законник ги сносат партиите. Зошто? Затоа што партиите, според изборниот законник, имаат право на надомесна средства за учество на изборите. Но тие пари може и да не се исплатат ако ревизорот констатира неправилности или незаконитости во финансиските извештаи. Дополнително, освен кратењето на буџетските пари за одредени прекршувања на законот, предвидени се и глоби за партиите и за потписниците на нивните изборни сметки. Законот на Државниот завод за ревизија му дава право да понесе и пријава до јавниот обвинител. Но законите се едно, праксата друго. Како пример, анализиравме ревизорски извештаи на 3 партии: СДСМ, ВМРО ДПМН и ДУИ. За изборната сметка на СДСМ за вонредните парламентарни избори, ревизорите констатирале дека нема неправилности. Но оценките за другите две партии се сосема поинакви. По чешлањето на изборниот извештај на ВМРО ДПМН, ревизорите констатирале дека податоците не се објективни. Извештаите содржат и конкретни детали во што се состои необјективноста и невистинитоста на финансиските извештаи, а за сето тоа законот предвидува санкции. Но нив ги нема. Напротив, партиите си добијат буџетот по 15 денари за освоен глас, многу порано пред Државниот завод за ревизија да ги прочешла нивните финансиски извештаи. Дали е изречена глоба? Такви информации нема. Дали има пријави до јавното обвинителство? И тоа не е познато. А колку доснењето на ревизијата е клучно за откривање на можните манипулации, покажува и фактот што се уште не е почната ревизијата на изборните сметки за ланските локални избори. Да, локалните избори се одржаа минатата есен. Извештај немавме, господине Муса. Некако се реагиравте, дори го гледавме прилогот кога се спомена казни. Казните се инаку казна затвор до 5 години за злоупотреби на финансирање на политички партии, забрана за финансирање од буџет, забрана следува за вршење на политичка функција. Никогаш никој не бил казнен. Апсолутно, дека и законот за спречување на корупција и изборниот законник не се спроведуваат онака како што е предвидено со закон. Финансирањето на политичките партии, кога ќе гледате, има само глоби. Значи, од необјавување на извештаи или на донација поголема, тоа што е дозволено према закон. Значи, пак се сведува на глоби, а не на
да речеме, на казниво дело, кај законот за финансирање на политичките партии. Кај изборните кампањи, пошто прилогот ви беше за изборните кампањи, да разграничиме. Друго е финансирање само на политичка партија и на изборна кампања. На работење на партијата, значи, тие се две сметки, нееднакви сметки. Значи, ова за редовното работење и за изборите. Различни се две сметки. Поголемата корупција се прави посебно во изборните кампањи. Посебно тамо немаме начин и механизам на контрола на финансирањето на изборните кампањи. Значи, тука би требало да има друга институција што би имала и механизми и ресурси од било каков вид за да може да ги контролира сите изборни кампањи. Не да се осврне на извештаите што ги има доставено до Државниот завод за ревизија. Иначе, мене ме чуди ова последното за парламентарните избори, дека имало неправилности. Секогаш, ја памтам и другите години со сорета од 2007 до 2011 до кога бев член на комисијата, нивните извештаи така на хартија направени се онака како што треба. Значи нема неправилности, се финансирана кампањата спрема законските прописи. Де факто, потрошувачката на средствата реално во изборната кампања, оно што го спомна преска Цветанов, е стварно тежок начин за да се спроведе онако реална ревизија и реален предвид на потрошените средства. За да доаѓаме до тоа колку се пари излијани од буџетот, пошто сите пари што се ги трошат политичките партии, да сте сигурни дека се буџетски пари. Не се пари на економски оператори на приватни лица. Апсолутно ни еден денар никој не го дава. Сите се прелеани на црн начин од буџетот на државата во буџетот на политичките партии. Значи, овде го имаме таа, да речеме, тежок начин за контрола на стварните трошоци на политичките партии во време на изборната кампања. Цветанов, и нема земја каде што нема сомнителни финансирање на политички партии, меѓутоа се трудат државите да го сведат на минимум и да биде тоа транспарентно, се објавуваат извештаи квартални, тоа што е укинато кај нас, туку само годишни, се објавуваат имиња на донатори. Така. Меѓутоа овде апсолутно излегува дека ништо не се контролира, барем кај нас. Прво морам да дадам своje мислење околу вистинитоста на ревизорските извештаи. Морам да кажам дека барем таму останаа професионалци и она кое што е констатирано во извештаите веројатно е и објективно. Значи не мора да значи дека ако ревизорите не утврдели неправилности во кампањата на одредена политичка партија, дека не е така. Можеби таа кампања била реално регуларна и согласно законските прописи. И извештајот можеби е релевантен. Од една страна. Од друга страна, не е во ред доснењето на извештаите, без разлика што Државниот завод за ревизија нема доволно кадар и ресурси. Факт, огромен број на институции, особено после промена на власта, имаат поднесено барање за вонредни ревизии заради одредени состојби. Луѓето се по терен, но секогаш треба да се даде приоритет на приоритетните работи. Тука барем има и конкретни датуми и рокови. Овде е приоритетот и во моментите тогашната директорка, односно прв човек на Државниот завод за ревизија, требало да постапи да најде кадар и ресурси да се спроведат тие ревизии на време, за да може да бидат регуларно исплатени оние пари од буџетската сметка кои што им припаѓаат на партиите после изборите врз база на освоени гласови. Од друга страна, повторно морам да зборам за обвинителството, бидејќи во примерите кои што ги споменавме, лоцирањето на неправилното финансирање на политички кампањи е обврска на обвинителството, затоа што таму се сите механизми и тие ги имаат ресурсите. Можеме, неколку примери само да дадам. Она мери што го спомена за после неколку секунди последователно еден уплаќа 5000 евра, па друг, па трет, па пет. Само да проверат колку од тие кои што уплатиле имале блокирани сметки од извршители. Сигурно има случаи кои што нема примања или е блокиран од извршител или има 200 евра плата, а уплатил 5000 евра за една кампања, после 2 години уште 5000 евра.
Од кај му се тие пари? Многу лесно може да се утврди редоследот, односно, тоа е оној начин каде што парите у кеш, и според мои лични информации, и преку здруженијето што ги добиваме и преку пријатели, значи знам дека за Угостивар и други градови за време на кампањата 2016 година беа однесени 100, 200, 300 илјади евра дадени на 20-30 луѓе за да ги уплатат или дури однесени кај банкарски службеник, однесени податоците од одредени луѓе, подпишани однапред налози и завршени трансакции во одредена банка. Значи овие списоци не се вистинските донатори? Па нормално, тие се користени обични партиски членови. И во Вајден, кога ги се правеа прилозите и подоцна и истражувањата што ги правевме, кога ќе им се јавиш да ги прашаш колку пари дониравте за партијата, они не знаат да одговорат или кажуваат друга сума. На листата 130.000 денари донирани, не можам да се сетам дали беа 30.000, можеби беа и 60, не може човек тоа е работата за обвинител. Зема 1000 евра плата да не може да се сети дали донирал 1000 евра или 2000 или 500 евра. Мислам, секој обичен граѓанин 100 денари да му се одлеат од сметка, па ќе рече кај ми отидоа 100 денари, а не да не паметиш дали си донирал 500 или 1000 евра. По тоа се гледа, мислам, самото тоа е индикација за обвинителството да отвори предмет. И нормално да се види и потеклото на имот. Како некој човек има 15.000 евра да ги одвои така да ги донира на политичка партија. Кој е тој, што работи, колку заработил оваа година. Дали се тоа легални пари, од сметка ли ги префрлил? Тоа се, мислам, навистина постојат многу механизми за да се утврди, а кај нас не е направен и првичниот чекор. Односно направен е еден чекор ревизорски извештај и потоа е штама. И така е со секој нареден. Што би можело тука да се направи, господине Муса? Има држави каде што во овие извештаи од партиите се поднесуваат и сметки, фактури и документи како доказ за донацијата. Или е тоа премногу за партиите? И нашиот закон предвидува. Значи, освен во пари, може и во услуги, во негати, во друг вид на опрема или дадени за материјали, може да се даде донација на политичка партија, па и на изборната кампања, исто така. Меѓутоа, разликата во нашиот закон е што ги има во главном предвидено сите тие недостатоци што не треба и како треба да постапуваат во извештаите политичките партии, било за редовната сметка, било за кампањата, за изборната кампања. Проблемот е во тоа што начинот на кој луѓето го даваат, ова што го вели Цветанов. Значи, ако се контролира да видиме контрола да му се врши на еден политички субјект, редовно, како е финансирана, кои се тие луѓе? Значи, ова вистинското истражување и вистинската контрола на политичката партија. Многу е лесно кампањата да се гледа колку билборди се во градот, Скопје, на кој партии. Значи, може толку ресурси би требало да е. Само ова сака да се сакам да кажам, институцијата која е надлежна да го спроведува законот, ова изборниот законник, да речеме, и за изборните кампањи. Кој се би требало според вас да ја врши таа контрола? Велите постојана би требало да биде. Кои се сите тие? Јас се предомислувам, не знам сега, ова ревизијата би требало да има човечки ресурси и да има надлежност да ги следи сите работи. Значи да има надлежност да ги следи сите работи реално колку се потрошени средства и колку чинела една кампања. И плюс да го споредува со тоа што ќе го предаде политичката партија, нели до собранието, до ревизијата, до Државната комисија за спречување на корупцијата. Дали ревизијата треба да го следи или контролира и кога? Сепак повеќе институции имаат надлежност. Согласно законот и Министерството за внатрешни работи би требало во иднина да даде можност преку нека отворена линија граѓаните да јавуваат за време на кампања и на избори она што се прави од спротивната страна. На тој начин би се постигнала некоја вин-вин ситуација каде што ќе може едната страна доколку се лоцираат теренски некои неправилности да ја пријави другата и да се прават навремено, пред се превентивни, а потоа и навремено да се лоцираат одредени неправилности, бидејќи најголемиот број од финансирањето во кеш се случува на терен. Преку активисти, преку одредени, има 100 начини како се прави тоа, но постојат исто така 100 начини како да се документира на време, а казните се сериозни и високи.
но треба да се изгради систем, превентивно. Бидејќи Државен завод за ревизија постфестум може да констатира она што е на хартија и толку. Мора да се најде начин да се... А што би значило тогаш зголемување на надлежностите, да иницира постапка во обвинителство? Зборувам на тоа дека да има надлежност да ги следи, значи од денот на отворање на, да речеме, на кампањата, да ги следи двојца, тројца да го следат, да речеме, првата партија поголема, втората, третата, да има во групи да ги следат поголемите партии. Иначе кај нас овде ги гледате колку се во прашање. Значи, ВМРО, ДБМН, СДСМ, ДУИ, ДПА беше порано, сега овие другите, значи ситни некои партии што веќе, да речеме, присуствуваат во парламентот со пратеници. Да речеме, добивање... Парламентарните партии. Парламентарни партии. Да речеме, БЕСА огромни пари трошеше во кампањата, посебно во парламентарните. Во овој извештај не е така прикажано. Зборувам за парламентарните избори. Значи, може да се предвиди со нивниот промена на закона за ревизија, да им се даде можност на луѓето со екипирање да ги следат и апсолутно да доаѓаме до вистините извештаи на изборните кампањи или па и на партиите. Овде, према Законот за спречување на корупција, кога би функционирало онака како што треба законот и би се спроведувало онака како што е предвидено, за испитување на имотот, имотната состојба на секој, значи времено, додека функционира комисијата, времено за секој за секое службено лице, значи за секој избран или именувано лице. Посебно тие што се подлежни на корупција. Де министри, де директори на агенции, де пратеници. Апсолутно, ако се испита имотната состојба и ако тука законот се спроведува онака како што треба, не верувам дека ќе имавме толкав голем прилив на црни пари во политичките партии. Значи, пошто Вана има и малку искуство и можда и повеќе искуство од додека беше во институцијата, значи, тамо, ако не се казниви тие работи, тие потфати, да речеме, во црните пари, тие ќе продолжат не на високо, него до сите, до помалите функционери, до помалите, да речеме, овластувања што ги имат некои, да речеме, државни службеници. Корупцијата не застанува тогаш. Кога гледат дека министерот, дека директорот на агенцијата, вработените во институцијата го видат дека тука се перат пари, тој им ќе најде начини во долу тамо, во надлежностите што ги има и тамо да наоѓа начин да се корумпира и да прави незаконити работи. До најниските ешалони би... Значи, ова кога би се почнало да, како во Хрватска ускок што го имаше тоа, значи што ги чешляше од првите луѓе, пошто тамо треба да почнува, не верувам дека корупцијата ќе земаше толков замав како што... Може би недостатува една акција на... Не една координирана акција, вака надлежности, да речеме, во вид на, како што е, во обвинителството што го има оделението за организиран криминал и корупција. Кога би функционирало она како што треба спрема законот, не верувам дека ќе го имавме овој разговор околу прелевањето на црните пари кај политичките партии или кај нивните членови. Мери, можно ли е акција, како во Хрватска зборувавме за една спрега меѓу и консензус? Цветанови сега кога го слушам, мислам дека МВР, Оливер Спасовски ќе си тргне против собствената партија, да речеме, и ќе почне да отвара истраги, да јас не верувам во тоа. Јас комплетно се уште ја сметам оваа држава за крајно политизирана. И политиката е навлезена во секој од тие институции, само мислам дека се менува инсталацијата. Така што јас верувам во независни органи кои што тоа би можеле да го спроведат. И евентуално измени законски, каде што, да речеме, како што е во други држави, каде што политички експонираните личности се сметаат за личности со висок ризик.
во случај кога отвараат банкарски сметки, кога вршат големи трансакции, тогаш банката е должна да ги извести органите на прогонот да се каже каква трансакција е направена, од која на која сметка се префрлени пари, че сите високополитички личности се во други држави се сметаат да кај нас трансакциите си поминуваат од една банка во друга, си префрлуваат. После 2010. Како? После 2010. До 2010 беа. Така? Да. Тоа беше една од причините за конфликтот со тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Имаше одредени притисоци од законот да бидат изземени политички експонираните личности, не дозволив. Се борев до крај и значи си беа вметнати во законот од 2008, останаа во измените на законот во 2010 кога сакаа да ги тргнат. И по мојата оставка летото од 2010 имаше уште едни измени во септември кај што ги тргна и ние имаме парадокс, не знам дали знаете, во Македонија политички експонирани личности по тоа решение од 2010 почна да ги сметат странски граѓани кои што вршат политичка функција во Македонија. Значи, најдоа некој такво решение се со цел да се изземат политичарите, односно тогашниот врв на ВМРО-ДПМНЕ од сериозен политички мониторинг под кој што беа во тој период од страна на банкарскиот систем и останатите финансиски институции. Тоа е пукање во нога, така што И ја покажува колку има политичка волја. Да. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме со дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна. Тема е финансирањето на политичките партии. Законот за ова финансирање често се менуваше. Сега се заговара нов модел на финансирање кој ќе значи финансирање од државата пред се со објаснување од партиите дека на тој начин ќе се намалат незаконитостите. На какви законски измени работат заеднички партиите ќе ни открие Јулијана Пешевска. Работните групи во Собранието подготвуваат измени на Законот за финансирање на политичките партии. Целта е да се зајакне независноста на партиите, но и на политичарите, во иднина да не бидат зависни од било какви центри на моќ. Се предлага да се зголеми финансирањето од буџетот, ќе се прецизира начинот на рекламирање, со што ќе се оневозможи злоупотреба на медиумите. Јавноста ќе има увид во начинот на финансирање, а ќе се утврди износот за чланарина и донација на физичко и правно лице. Неизвестно е дали партиите ќе постигнат компромис и ќе го поддржат барањето на представници од Државниот завод за ревизија, тој да биде изземен од контролата на финансиските извештаи и работата на политичките партии. Ревизорите негодуваат дека немаат доволно кадровски капацитет да направат ревизија на сите партии. Предвидени се и казнени одредби со кои ќе се санкционира необјавувањето на годишниот финансиски извештај во пропишаниот рок. Но дали со измените институциите во иднина ќе може да преземат некакви мерки или пак се ќе се сведе само на констатирање на одредени состојби како што беше досега. Финансирањето на политичките партии ја држи отворена дилемата дали тие партии се претворија во профитабилни компании кои управуваат со државата како да е нивна приватна сопственост. Милионски имоти, приходи, донации и пари од буџетот по различни основи завршија во партиските каси. Донациите во изминатиот период беа пресудни за добивање функција, тендер. Во изминатите години беше забележана и тенденција не само партиските функционери, туку и вработените во администрацијата по партиски клуч да имаат обврска дел од своите приходи да ги внесуваат во партиските каси. Преку партиските вработувања, партиите на власт го зголемуваат своето гласачко тело, но и контото на своите сметки. Останува неизвестно дали ќе се зауздат апетитите на партиите и ќе се стави ред во нивното финансирање и дали конечно ќе се зајакне капацитетот на институциите задолжени за контрола на регуларноста на финансирањето на партиите и изборните кампањи. Цветанов, како вам ви изгледаат овие предложени измени? Значи, уште повеќе пари од буџетот за партиите, но и некои повторно казни, ограничување на донации и така натаму. Вака, во моментов се потребни длабоки суштински промени и на политичкиот систем, во делот на Законот за за изборниот модел, каде што треба да завршат преговорите Македонија да биде една изборна единица и да има отворени листи. Во тој пакет мора да биде регулирано и финансирањето на политичките партии. Она кое што доколку се договорат партиите, најидеално она што е потребно на македонското општество е забрана на финансирање на политичките партии од страна на правни лица. Она што беше споменато со случајот Бетон и X други случаи кои што ги имаме, треба да биде забрането, затоа што државата ја чини
100 пати повеќе финансирањето од една страна од правни лица, затоа што подоцна треба да биде вратено преку тендери, различни услуги и така натаму. На некоја фирма која што дала донација на партијата треба да биде возвратено неколкукратно. Од друга страна, со финансирањето, можноста за финансирање од страна на правни лица кон партиите, се отвара можност функционерите си барат и во свое име, а во име на партијата одредени сериозни суми пари. Со тоа би се спречил финансирањето на партиите од тој аспект. Во друг дел, намалувањето на сумата, износот на донација од страна на членовите на политички партии исто така може да биде позитивна за општеството, затоа што ако се намали сумата на членари на некои символични 50 или 100 евра годишно, тогаш веќе ќе се затвори еден вентил на оној начин на финансирање каде што се даваат пари и поминуваат само преку членовите на политичките партии. И сето ова, доколку се успее да биде донесено како законско решение, а подоцна имплементирано, се разбира, и да биде почитувано од една страна, од друга страна, доколку се регулира и медиумскиот простор, односно доколку се даде еднаков простор за дебати, доколку дебатите бидат и еден од начините доколку се намалат сумите за финансирање на политичките партии на еден начин, тие политичарите ќе мора да одат на дебати. Нема да се повтори праксата каде што функционери од ВМРО ДПМН не одеа на дебати со години, не можеше да се слушне што ќе се каже. Така да со декади. Да, со декади. Така да ова што се случува, јас се надевам дека ќе излезе на крај со позитивно решение каде што ќе се затворат вратите за финансирање на партиите од страна на фирмите, на правните лица и од страна на членовите, и да се намалат членарините. Дури според мене би се одело и уште повеќе. Јас да се прашувам, би забрали митинзи, бидејќи се трошат пари, се штетни по две основи самите митинзи. Прво, ги трошат самите партиски војници по 10 пати додат на различни митинзи и ги шетаат по автобуси, а со тоа се создаваат долгови кон тие активисти утре да бараат работни места, а со тоа се намалува квалитетот на државната администрација. Од друга страна, самите митинзи се огромни трошоци, така да би можело да биде со по еден митинг сосема доволно, а рекламирањето на програмите, рекламирањето да се оди преку дебати и преку регулиран медиумски простор. На тој начин би се минимизирал просторот и на партиските војници да бараат да им биде возвраќано преку одредени привилегии кои што би ги натерале одредени функционери да ги малце преминат своите законски овластувања за да удоволат на своји партиски другари или пријатели. А од друга страна би било лабавен и бизнис секторот конечно од притисоците и онаа пракса која што беше во минатото да се прави притисок врз бизнис секторот во име на партијата, а всушност да се вадат стотици милиони евра годишно надвор од Македонија. И уште полошо. Со црните пари се подкупат, се прави подкуп на избирачи. Значи се добиват избори. Посебно во делот со повеќе со мнозинство албанска популација, таму од независните луѓе, тие што не се партиски обоени, не може да ги убедуваш дека нема да добива партијата што има повеќе пари. Значи, чим партијата има пари, таа ќе победи. Значи, во главата веќе им е перцепција дека нема веќе инсталирана гласаат за победникот да е многу често. Инсталирана ситуација дека има само победник тој што има пари. Значи, што има прилив на пари од членовите до граѓаните, до независните, до незаинтересираните граѓани за излез да гласат само со откуп. Дали го делите вие оптимизмот на Цветанов дека може да се регулира ова финансирање и како? Во финансирањето не верувам дека финансирањето за Цветанов вери за намалување на финансирањето од граѓани или од правни лица. Да се ограничи, да се ограничи. Не е голема, се гледа према и постојниот закон за финансирање на политичките партии, не е износот голем. На изборните кампањи е од правни лица 5000 евра. Значи не е износ. И од физички е 5000? Не на 3000 е на физички лица, 5000 е на правни лица. Не за изборните кампањи. Додека за политичките партии е малку поголема, тама 150 просечни плати за правните лица и 75 плати од просечни плати за физичките лица. И нема прилив од парите, во извештаите нема прилив од толку голем во финансирањето на политичките партии колку на кампањите.
него начинот на контрола на добивката на приходите, уствари на тоа, на имотот на луѓето што ќе се бават со политиката. Значи, сметате тука е основата на основата мислам дека клучна улога тука на Државната комисија за спречување на корупцијата и давањето повеќе овластување и екипирање со повеќе кадар и контрола на секој, ама буквално за секој физичко лице што ќе се намерава да конкурира и да биде избран или именуван. Значи да не поминува апсолутно без контрола на Државната комисија околу имотот и имотната состојба. Меѓутоа и да се следи натаму, рековте. Следењето не зборуваме, значи завршување на мандатот, апсолутно да се опфаќа периодот од кога е стапил во сила Законот за спречување на корупција. И ќе видиме тогаш, значи ако биде ова законска одредба, ќе видиме колку имат храброст луѓето да се конкурираат тие што на незаконит начин имат стекнат имот. Да видиме колку ќе конкурираат тие да бидат во политиката за уште поголем. Тука има друг проблем еден. Значи, комисијата може да го заврши ова работа. Мислим да му се даваат овластување на Државната комисија на таков начин за да апсолутно не поминува големите функционери избрани. Поранешниот премиер нас немаше никаков имот. Мислам, они не ги ставаат на нивно име. Не верувам дека сите премиери морам да интервенирам имаат или многу малку и речиси и сегашниот актуелниот премиер исто така не има имот, тој вели тоа е имот на неговото семејство. Не верувам дека е тоа така. Па тоа е оно што го има пријавено. Мислам, кај нас се развиени сите механизми за да не се дознае нешто. Тоа е толку добро уиграна шема да се купува стани, возила и палати и куќи и надвор станови и куќи надвор од Македонија, меѓутоа тоа е на име на стрина, баба, тетка и тоа е веќе една таква мрежа да тешко може да им се пофати. Дори некога истражуваме кога ќе се најде нешто дека поседува нешто некој близок роднина, не можеме тоа да го објавиме, бидејќи тој не е ниту функционер физичко лице, некој кој што има некаква врска со. Не се согласувам со вас дека не може ова да се направи. Вака е ситуација. Не сакам да ви кажам дека има механизми за и тоа да го скријат доколку сакаат. Вака сега. Ако према Законот за спречување на корупцијата, према постоечкиот закон, значи треба да се објавува во анкетниот лист и имотот на домаќинството, на роднините. Значи на членовите на домаќинството, на потесното семејство. На потесното семејство, брат, деца, брат, на членовите со кои го делите домаќинството. Ако се контролира еден X функционер дека нема, а се гледа дека има на комисијата, на членовите на комисијата е да испитува, значи да го истражува на тој братучет. До каде стигнал и како стигнал првиот братучет до толку богатство? Значи ти истражуваш? Доколку делат исто домаќинство. Не е доколку, ако го не живеат заедно, тоа е само обичен граѓанин. Апсолутно, ние имаме и законот за персонален данок од не може да имаш богатство, а да немаш оданечливи приходи. Од кај ти се парите што имаш толку богатство, а не си работил нигде. А тука сигурно тие блиски роднини што ете да речеме не треба да се пријавува дека се роднини, блиски роднини во семејство, во домаќинството се живеат со соодветното лице, ама роднините може да се истражуваат. Значи ќе се истражуваат под персонален данок од домот и ќе се доаѓа до ситуацијата дека не е личен имот, него имот на сигурно на политичарот. Да, добре, усложнува постапката. Уствари, сакам да кажем, ако најдеме начин на контрола на имотот, посебно на неоданечливи приходи ако се има и ако се казнува према постоечки закон за спречување на корупцијата, значи со 70% персонален данок, ќе бидеме богати и тие околу 4 милиарди колку беа евра прелеени надвор ќе се вратат во касата на државата само со еден добар потез околу ваквите органи како што е Државната комисија, Оделението за организиран криминал и корупција и соодветните други двете институции, перењето пари и финансиската полиција. Може да говорите при крајот веќе. Па она кое што можеме да го констатираме дека навистина мери беше повеќе управо, бидејќи тешко се
докажуваат некои работи, постојат уиграни шеми. Примената на одредени закони е многу ретка. Го споменавте еден од подобрите закони, законот за персонален данок, кој што дава можност да се испита потеклото на капиталот на одредено физичко лице и да биде оданочено со 70%. Но колкав е процентот на постапки од која донесет законот 2005 година до денеска? Владо Димов единствено, колку што се сеќавам. Колку постапки се Зборуваме, Цветанов, зборуваме за спроведување на законот. Ако не го спроведуваме, и од друга страна, било кој закон ништо не... Значи не е проблемот дека немаме закони. Според моите информации дури има одредени постапки кои што се паднати на суд заради одредени недоречености во подзаконските акти, но не можам да тврдам за ова. И она кое што беше дадено како насока е дека за да профункционира ова било потребно дали измени и дополнување на законот за да биде целосно како што треба направи, бидејќи имало одредени недоречености, или во самите подзаконски акти да бидат прецизирани работите за да не паѓаат одредени постапки на суд, бидејќи поради таа причина и беше намален процентот на проверка и така натаму, или тоа беше злоупотребено од страна на одредени поранешни функционери на УЈП со цел да се извадат зошто не се отвараат такви постапки и го користеа ова како одредено алиби. Но за да се утврди капиталот на одредени функционери, имаме одредени законски решенија, но постои, мислам, потребна е сериозна волја за примената на тие законски решенија. Апсолутно. Можеби се потребни и измени дополнување на одредени законски решенија во делот на прецизирање на одговорноста, бидејќи ова е Македонија, ако нешто не е прецизирано како што треба и се остави општа формулација, сигурно ќе се најдат начини за злоупотреби и за обиколување на одредени патишта. И така да тоа е начин. Мери, можно ли е да има политичка волја со оглед и на она што се случува? Значи само доколку партиите заедно работат. Да, само доколку комплетно се направи еден транспарентен систем, кога јас лично како новинар ќе можам да ги побарам секоја уплатница и секоја сметка, да можам и ракописите дури да ги споредам од едно до друго лице да видиме дали се исти, само тогаш ќе имаме, мислам дека комплетно транспарентно политичко финансирање и доколку се ограничат уплатите, да речеме да бидат безготовински плаќања, строго безготовински, да се види да може да се следи патот на парите. Тоа е она што е многу клучно, затоа што единствено на тој начин црните кофирчиња и парите во кеш ќе престанат да играат. Да, се друго ќе бидат само закони на хартија кои веќе ги имаме. Да. Благодарам на сите за учеството во емисијата. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.